Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Започнуваме со содржините за овој последен петок од месецот октомври. Нови 40 печати ќе бидат изработени како замена за оние кои не достигаат, соопштија од Државната изборна комисија. Од денес во наредните 15 дена на увид ќе биде ставен избирачкиот список. Земјоделците од Пробиштипскиот регион задоволни од исплатата на субвенциите, но незадоволни од приносите од годинашнава реколта. Причината за слабите приноси ја гледаат во сортата. Штипскиот регион подготвен за предстојните евентуални поплави. Со акциониот план за 2016, кој е одобрен од владата, ќе бидат исчистени сите критични точки. Нови 40 печати ќе бидат изработени како замена за оние кои недостасуваат, соопшти од Државната изборна комисија. По пописот на избирачкиот материјал на вчерашната седница на ДИК било утврдено дека недостасуваат повеќе од 40 печати кои се чувале во касарната во Илинден. Според ДИК, печатите што недостасуваат не може да бидат злоупотребени на изборите, бидејќи новите ќе бидат различни. Ваквиот заклучок произлезе по синокешната седница на ДИК, на која според извештајот на пописната комисија недостигале 40 печати од избирачките места од Сопиште, Липково, Бравеница и од Бутел. Пописната комисија заклучила дека во депото се чувале гласачките ливчиња од претседателските и предвремените парламентарни избори во 2013 и 2014 година. Од денеска во наредните 15 дена на увид ќе биде ставен избирачкиот список. Во овој период може да се пријават и 30.447 граѓани со спорни записи кои во последната теренска и вкрстена проверка не беа запишани во списокот. Според роковникот во тека и електронското пријавување за гласање на иселениците. Тече и 10-дневниот рок за собирање потписи за независни кандидати за пратеници. Продолжуваме на тема земјоделие. Земјоделците од Пробиштипскиот регион задоволни од исплатата на субвенциите, но не задоволни од приносите од годинашнава реколта. Причината за слабите приноси на ориз земјоделците ја гледаат во сортата. Слаби приноси на ориз годинава во Пробиштипскиот крај. Земјоделците незадоволни од годинашната реколта. Како причина за овој проблем, тие ја издвојуваат турската сорта. На оризовите полиња во атарот на пробиштипските села, најверојатно повеќе нема да има од оваа сорта. Земјоделците со реакција и за цената на оризот. Видите, ориз оваа година од ланската година е послаб. Некаде лани имаме по 20 вреки од декар, оваа година имаме по 12. Мислам дека овај турски ориз што е сега што го увеземе, лани даде беше рентабилен, оваа година даде многу послаб. И мислам дека нешто тука не е уред со тоа семе и сега остануваме на истото семе од претходните години, постарето семија. Има монточели, сите тие други, овој ќе го сврлеме, ради тоа што некако немаме допринес. Цената за оризот е многу слаба. Народот кажуваат, вика вака, викат. Подобро ни треба, вика, да ни дајате субвенција, да не ни давате, да ни уплатите по 25 оризо, ние ќе бидеме задоволни. Временските услови им послужија на оризарите за есенската сеидба. Годинава на пробиштипските оризови полиња се планира да бидат засејани 3500 хектари. 80% од нив се однесуваат на житни култури, а 20% на фуражни. Истакна Ранко Давидков од подрачната канцеларија на Министерството за земјоделство во Пробиштип. До сега, според последниот извештај кој што го имаме доставено до секторот за земјоделство при Министерството за земјоделие во Скопје, значи некаде околу 30 до 40% е завршено со сеидбата и се надеваме до оној оптимален рок некаде до 10 до 12 ноември да биде целосно завршена сеидбата и одредена површина околу 500 до 600 хектари оставаме за она пролетна сеидба во текот на пролетниот период. Сепак нема зима за земјоделците, тие задоволни од исплатата на субвенциите. Субвенции, да, зимаме, редовно зимаме, малку се касни, али се зимат субвенциите и мислам во интерес на нас земјоделците тоа е голема помош. Ако не се мислам тие субвенции, голем дел од трошоци ги покриват како за тековно одржување на опрема, така за сеидба и мислам голема помош е
Давидков исто така напомена дека 90% од субвенциите се веќе исплатени. Минатата недела веќе заврши исплатата и по однос на онаа последна мерка која што не беше исплатна за исплата за произведено и продадено овчо, кравјо и козјо млеко, значи до месец мај се веќе исплатени, така да сега е во тек пријавувањето за по мерката за произведено и продадено млеко од 1 мај до 30 септември, така да имаме активност во однос на тој дел. Во однос на останатите мерки, засега е намален сточниот фонд. Причината се двете болести, синиот јазик и јазлестата кожа, кои се јавија кај крупниот добиток. Штипскиот регион подготвен за предстојните евентуални поплави. Од 2009 година општина Штип редовно врши чистење на речните корита во рамки на генералниот урбанистички план. Со акциониот план за 2016, кој е одобрен од страна на владата, ќе бидат исчистени сите критични точки, а останатите ќе се чистат со средства од општинскиот буџет. Поплавите кои изминативе години се случија во Штипскиот регион ги натера надлежните на време да се подготват за оваа сезона. Од 2009 година општина Штип редовно врши чистење на речните корита во рамките на генералниот урбанистички план. Со акциониот план за 2016 година кој е одобрен од страна на владата, ќе бидат исчистени сите критични точки, а останатите ќе се чистат со средства од општинскиот буџет. Оваа година за 2016 е изработен акционен план кој што е усвоен од владата на Република Македонија и е веќе потпишан договор со Министерството за животна средина за доделување на нафтени деривати. Дел од чистењето на речните корита ќе биде преку проектот на владата, а дел ќе биде од буџетот на општина Штип, бидејќи законска обврска на општина Штип е да ги исчисти речните корита и бреговите во рамките на генералното урбанистичко. Оваа година се одвоени 1 милион денари за чистење на речните корита и канали. Во тек е тендерска постапка за избор на најповолен понудувач, кој ќе пристапи на чистење на критичните точки во Штипскиот регион. Населбата Балканска, потоа се чисти кај автобуската станица или кај градскиот базен, секоја година се чисти. Ново село, значи Ново село како една од најкритичните точки, бидејќи е должна на крајот од течението на река Брегалница низ општина Штип. Потоа под бањата Кежовица, минатата година се исчистија над 1 километар, таму има уште за чистење, бидејќи постојат уште средореци, значи уште 1000 метри ќе бидат чистени, и оние критични точки на река Лакавица, тоа се премините на 7 километар, на 8, на 10, преминот за селото Пукче и преминот за Сувогрл. На истокот каналската мрежа на хидросистемот Брегалница е исчистен. Исчистени се и речните корита. Санацијата на Пишичка брана е во тек, додека изградбата на брана на Козјачка река се уште не е почната. Поставени 20 информативни табли покрај рекреативната патека на река Брегалница во централното градско подрачје во Делчево. Информативните табли се поставени како дел од проектот Запознаја Брегалница, проект кој го имплементира регионалниот центар за застапување Делчево. Комплетирани информативните табли покрај рекреативната патека на реката Брегалница во централното градско подрачје во Делчево. Информативните табли се поставени како дел од патеката на биодиверзитетот во рамки на проектот Запознаја Брегалница. Целта на проектот е подигање на јавната свест на помладата генерација за биодиверзитетот, но и добивање соодветен рекреативен простор покрај реката Брегалница во Делчево. Изработена патека, поставени табли информативни и поставена опрема од страна на општина Делчево од типот на клупи, каде што ќе можат локалното население и гостите добронамерници, значи да го поминат еден дел од своето време. Целта на патеката е да добиеме еден едукативен простор за важноста на биодиверзитетот, но и да добиеме една патека каде што младите ќе можат да шетаат и да рекреираат. Изградбата на патеката на биодиверзитетот, чиј имплементатор е регионалниот центар за застапување од Делчево, се реализира со финансиски средства од програмата за зачувување на природата, каде преку Швајцарската агенција за развој и соработка се обезбедени 10.000 франци, а останатите средства ги кофинансира општина Делчево. Целиот проект изнесува 1 милион денари, а во рамки на проектот се поставени вкупно 20 информативни табли со различни животински видови. Подпишан договорот за започнување на реализација на проектот за изградба на водовод со пречистителна станица во населбата Беровско езеро. Со ова, општината ќе го зајакне одржливиот туризам и локалниот економски развој.
Општина Берово го потпиша договорот за имплементација на проектот изградба на инфраструктура за одржлив туризам од јавниот повик за финансирање на проекти од ИПА компонентата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија. Се работи за изградба на водовод со резервоар, пумпна станица и пречистителна станица на Беровското езеро, како и електронски информативен пункт преку кој туристите ќе добиваат понуди и информации за туристичките капацитети. Општина Берово во рамките на своите надлежности започнува со реализација на уште еден капитален проект кој ќе придонесе за развој на туризмот во регионот. Станува збор за изградба на водоснабдителен систем на туристичката населба Беровско езеро. Проектот го реализираме преку програмата за прекугранична соработка со Бугарија, инаку е во вредност од 500.000 евра, од кои околу 70% средствата се наменети за општина Берово, додека другиот дел за општина Сандански. Освен инфраструктурниот дел, изградба на пумпната станица, пречистителната станица и резервоарот кои се предвидени во проектот, ќе биде инсталирана и информативна табла со развиена веб апликација, исто така и мобилна апликација за туристичките содржини во општината. Самиот проект е доста иновативен и затоа и беше одобрен од Комисијата за одобрување на проекти кои се дел од програмата. Во соседната општина Сандански во Република Бугарија, која што е проект партнер на општина Берово, ќе се изведува урбано уредување на градскиот парк со осветлување. Градоначалникот Драги Наџински, кој присуствуваше на свечената церемонија за доделување на договорите, е задоволен од добивањето на проектот финансиран од Европската Унија, истакнувајќи дека е остварена целта, која е предност и приоритет во развојот на општина Берово, вградена во стратегијата за локален економски развој и развој на туризмот. Задоволни од овој проект се и туристичките работници, истакнувајќи дека конечно ќе добијат чиста вода за пиење. Имавме само техничка вода која што знаеше да се изамати и да нема кога баш не е најпотребно, а сега ако се направи овој проект за водоснабдување со пречистителна станица, тоа значи еден голем успех, заради тоа што ќе имаме можност да се прошириме во областа на туризмот, ќе имаме можност да вработиме млади, посебно кадри, пошто туризмот е една од гранките која што опфаќа не само сместување, значи исхрана, превоз, туристички водичи, убавините на Берово да ги видиме, но сепак водата и водоснабдувањето со чиста вода за пиење е многу голем бенефит за Берово, заради тоа што сме имале ситуации да ни се враќаат и туристите поради вода што нема и што е техничка, значи заматена. Инаку ова е четврти проект имплементиран поред финансиран од предприемачките фондови на Европската Унија и веќе се направени првите подготовки за отпочнување со работа. Се работи на тендер за избор на изведувач и за најкраток можен рок ќе се отпочне со градежните активности. Дали сме се запрашале колку храна фрламе и колку тоа не чини? Денес Сдруженијето на банка за храна во Македонија истражуваше каква е состојбата со фрлање на храна од производителните капацитети, маркети и угостителски објекти. Канал Плюс на оваа тема ги анкетираше граѓаните. Еве го нивното мислење. Резултати од истражување за состојбата со фрлање храна од производствените капацитети, маркетите, дистрибутивните ланци и субјекти и угостителските објекти во Република Македонија денеска ги презентираше Сдруженијето Банка за храна во Македонија. Целта е да се укаже на потребата вишокот храна да не се фрла и да се донира на хуманитарни организации, односно да дојде до гладните и сиромашните. На прашањето дали фрламе храна, екипата на Канал Плюс ги анкетираше граѓаните од Истокот. Повеќе од половина од анкетираните сметат дека фрлањето храна е фрлање и на пари, а помал дел велат дека мора да се фрли дел од храната за да јадат вкусно и свежо. Фрлате ли храна? Не, кај фрлам храна. Ја два пати направам си, два пати изедам. Керката само еднаш кај јадам дручок. Јас си изедам два пати, малку си сварам од тенџеренци 2 кила и не фрлам. Ние освен ако јадеме два пати од тоа едење, третото малку да остане, не го јадеме. Готвам толку колку што ќе се искористе. Ние немаме ништо да фрлам. И гледам да не се фрла храна.
Проектот има цел поттикнување на сите субјекти во општеството за одржливо менаџирање со храна, редуцирање на отпадот од храна, евентуално донирање на вишоците, како и потребата од граѓанското учество во процесите за намалување на сиромаштијата. Да се воведе нов предмет во училиштата мировно образование и да се изгради култура за мир уште од мали нозе кај децата во градинките е целта на кампањата Мирот е секој чекор, чија што програма започна да се реализира и во средното општинско училиште Ванчо Прке во Виница. Цел на програмата е промовирање на мирот и ненасилството како основни вредности на кои треба да се посвети поголемо внимание. Истата ја спроведува првата детска амбасада во светот Меѓаши. Програмата за мировно образование што од 2011 година ја спроведува првата детска амбасада во светот Меѓаши. Од оваа година почна да се реализира и во средното општинско училиште Ванчо Прке во Виница. Целта на програмата е промовирање на мирот и ненасилството како основни вредности на кои треба да им се посвети поголемо внимание. Мировното образование се темели на потребата од превенција на насилството и превенција на можни нови судири. На полето на превенцијата не се преземаат доволно активности во училиштата и тоа е една од причините што младите од различни етнички групи се оптоварени со предрасоди, а тоа често завршува со конфликтни ситуации, тепачки или навредувања. За таа цел почнаа да се реализираат активности за почеток во 5 гимназии во Македонија, меѓу кои и Виничката. Беа реализирани неколку работилници со самите ученици. На работилниците се промовираа хумани вредности и се промовираше мирот. Едноставно учениците беа воодушевени од активностите во кои што беа вклучени. Така што активностите продолжија во насока на организирање на повеќе манифестации. По повод Светскиот ден за борба против трговијата со луѓе 18 октомври беше организирана и проекција на филм со дебата околу застапеноста на оваа појава во денешно време и ризиците што постојат. Овој филм дава доволно простор да се извлече поука за нивна возраст, значи како децата можат да бидат многу лесно заведени и да заминат во преку различни агенции кои што се нудат, дали тоа ќе биде на интернет или преку некој телевизија или нешто друго. Значи тие мислат дека тоа е многу лесна заработувачка да заминат во странство и така се заведени, значи и паѓаат трговија со луѓе. Од голема важност е и водењето на кампањата Мирот е секој чекор, но и воведувањето на предметот мировно образование во училиштата. Треба да ја препознаат како активност, како предмет кој би превенирал и би помогнал не само во надминување на насилството, во превенција од насилството, во говорот од омраза, туку и овозможувачка околина да младите бидат уште покреативни и исполнителни и во местото и средината каде што работат, учат, живеат и таму каде што има мултиетнички средини, каде што младите многу често и како резултат на говорот не само на омразата на возрастните, туку и на политичарите, успеваат да прават раздор и омраза. Културата за мирот, рече Змијанац, се гради уште во градинка и за таа цел имаат вклучено и градинки од 3 општини кои културата за мирот ја вклучуваат во програмата за ран детски развој. Змијанац упати апел до Министерството за образование и наука да ја прифатат иницијативата за воведување на предметот како голем предизвик за сите проблеми воочени во минатото со градење на култура за мир уште од мали нозе и воведување на предметот во образованието. Ќе се успее да се изгради една овозможувачка околина во која ќе се комуницира без предрасуди и недоразбирања. 26 мина жители на Кочани, редовни студенти на државните универзитети во Република Македонија ќе бидат корисници на стипендија на општина Кочани за студиската 2016-2017 година. Според председателката на комисијата за доделување стипендија на Кралева, годинава интересот бил голем и во предвидениот рок биле поднесени 39 пријави, од кои 9 биле неприфатливи. Со одлука на градоначалникот, според правилникот за доделување стипендии, од ранг листата од 30 кандидати
гратис стипендии ќе добијат 26 студенти. Според критериумите за добивање стипендија, успех односеше најмногу 70 бода, материјалниот статус до 20 бода, а 5 бода има децата на самохрани родители. Приоритети има и децата кои до полнолетството престојувале во домови за згрижување во Република Македонија. Студентите од градежен, архитектонски, геодетски и технолошки факултет имаат дополнителни 5 поени, бидејќи нивните струки со одлука на градоначалникот беа утврдени за дефицитарни. Стипендистите на општина Кочани ќе добиваат по 2500 денари во текот на 9 месеци од текувната студиска година. Прв пат општина Кочани додели стипендии во 2009-2010 година, а со годинашниве се доделени вкупно 197 стипендии. Косовскиот председател Хашим Тачи изјави денеска дека работите во врска со диалогот меѓу Белград и Приштина се прикажуваат во полошо светло отколку што се и додаде дека е уверен дека двете страни наскоро ќе дојдат до точка на која можно повторно нормално да се преговара. Тој во интервју за војниот весник Пресе истакна дека повремено од двете страни се слушаат изјави кои не се добро промислени, но дека севкупно гледано политиката како во Приштина, така и во Белград оди во насока на нормализација. Секако дека Европската Унија како посредник во овој процес би требало да биде упорна со цел договорените спогодби да бидат спроведени. Европската Унија би требало да биде сериозно подготвена за продолжување на процесот на највисоко политичко ниво и постигнување на сеопфатна спогодба, која би ги нормализирала односите меѓу двете земји, додаде Тачи. Словенија, како една од 6 земји наследнички на поранешната СФРЈ, ја презеде зградата на амбасадата на мароканскиот град Рабат, кој припаѓа со договорот за сукцесија. Објектот вчера беше формално предаден на Министерството за надворешни работи на Словенија, а го презеде државниот секретар во тој ресор Станислав Видович од амбасадорката на Србија во Мароко Слајана Прице, соопшти Министерството за надворешни работи на Словенија. Официјална Љубљана, зградата на амбасадата ја доби согласно договорот за поделба на дипломатскиот имот кој го потпишаа државите наследнички на СФРЈ. Позитивните оценки за работата на рускиот председател Владимир Путин во Русија се зголемиле од 78,7% во август на 81,8% во октомври. Мнозинството жители на Русија даваат позитивни оценки за работата на кабинетот, покажуваат денеска објавените резултати од анкетата ЦИОМ, јави ТАСС. Според резултатите, рейтингот на Путин во Русија во јуни достигнал 80,5%, во јули 80,6%, во август 78,7%, а во септември имало ново зголемување на 80%. Подобрување бележат и позитивните оценки за работата на владата од 53,6% во август на 53,3% во октомври. Одобрувањата на работата на Државната дума се зголемило од септември до октомври од 39,7 на 45,5%. Најмладите фудбалери на Слова 1934 и по одиграното шесто коло се уште го држат врвот на табелата во детската лига од источниот регион. Генерациите 2004 и 2006 борбени до крај не се предаваат на нивниот најсилен конкурент од Македонска Каменица со кој го играат веќе следниот надпревар. Нивните тренери задоволни им го отвараат патот за влез во купот на Вардар. Ние моментално имаме одиграно 6 кола и се наоѓаме на врвот на табелата. Во нашата школа број некаде околу 50 до 60 членови, моментално работиме тројца тренери
Тренинзите се одвиваат во 2 термина, во 10 часот са бајле попладни, имаме тренинзи во 14 часот, редовно се одржуваат на градскиот стадион во Виница. Нашата школа од претходната генерација 2001-2002 веќе имам префрлено неколку деца кои се надпреваруваат во сениорскиот тим. Имаме заинтересираност од 3 до 4 деца кои најверојатно после завршувањето на својата школска година ќе продолжат да се надпреваруваат во поголемиот клуб во Вардар. Меѓу најдобрите фаворити во екипата е и голманот Лазе Иванов. Во Славе тренирам 3 години. Досега јас имам многу успеси, како на утакмици имам повеќе победи отколку изгуби. Во игра сум играл во Лига Вардар, први сме во листата од лигата. Па моите амбиции се јас да играм во Вардар. Екипата на Слога е отворена за нови играчи, но и за поголема поддршка од приватниот сектор. Сега како единствен финансиер на нашите млади и надежни фудбалери кои играат во лигата која е под капата на Фудбалската федерација на Македонија, останува само општинскиот буџет. Емил Павлов и Симона Заборска беа многу блиску до пласман за борба за медал на светското првенство во Линц, Австрија, но подклекнаа во клучните борби во четвртфиналето. Симона Заборска забележа 3 победи во категоријата до 55 килограми, победи против Халадова од Чешка, Тасимова од Азербејџан и Бранди од САД, но загуби од Сјакила од Малезија по изјаснување на судиите откако резултатот по 3 минути борба беше 0-0 и не успеа да се вмеша во борбата за распределба на медалите. Емил Павлов во категоријата до 60 килограми исто така забележа 3 победи против Лароса од Уругвај, Ле Чун Хо од Хонг-Конг и Гонзало од Португалија, а загуби од Ферзалиев од Азербејџан, кој не успеа да стигне до финале, а со тоа пропадна шансата на Павлов за репасаж и борба за бронзен медал. Содржини за централниот дневник на Канал Плюс. Довидување до 23:30.